Председателот на Стопанската комора Бранко Азески повика на отворање на границите со цел да се зголеми соработката со земјите од регионот и да се зајакне економијата. Тој истакна дека во моментов недостасува платформа заснована на основни вредности, како што се борбата против корупцијата, забрзаната гасификација, поддршката на извозот и континуитетот во законската регулатива и одлуки. Ќе си го штитиме интегритетот, ќе си штитиме све, али бараме отварање на границите на сите можни начини. И тука ја поддржуваме владата на Република Македонија, која што чини напори да со бизнисот ги отвори портите на соработката, тоа особено изразено во последниве 6 месеци, каде што заеднички се настапува со сите земји што се значени економски партнери за нас, и тоа мислам дека ќе продолжи во наредниот период. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски изјави дека компаниите треба да инвестираат во иновации, дигитализација и одржлив развој за да ја зголемат својата конкурентност, нагласувајќи дека силната економија се гради преку партнерство меѓу државата и бизнисот. Како мала и отворена економија, силно интегрирана во европските синџири на вредност, овие промени не можеме да ги гледаме како далечни процеси, тие се веќе дел од нашата деловна реалност. Затоа владата превзема конкретни чекори за создавање стабилна и предвидлива рамка за зелена и економска трансформација. Ова беше истакнато на бизнис форумот на тема претворање на одржливоста во конкурентност, градење отпорни бизниси во несигурен свет, што се одржа во Скопје во организација на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, Стопанската комора и канцеларијата на постојаниот координатор на Обединетите нации во партнерство со делегацијата на Европската унија.